Добро дојдовте во првата од серијата дебатни програми на Телма и NDI. Денеска сме во Битола, каде ќе дебатираме со кандидатите за градоначалник од овој град. Правилата на дебатата претходно се поделени на учесниците. Обезбедивме рамноправно учество на сите 8 кандидати. Мои денешни гости се Васко Делевски, Кире Димов, Габриела Илиевска, Тони Коњановски, Методија Куновски, Мирјана Мирчевски, Зоран Николовски и Јорго Огненовски. Кандидатите имаат право на 1 минута одговор на моите прашања и по 30 секунди реплика. Дебатата ја одржуваме пред офицерскиот дом во Битола, еден од символите на градот, со присуство на публика. Благодарам на сите што дојдоа денеска, ќе ги замолам за достоинствено да ја проследиме дебатата без дофрлување, isвиркување или аплаузи. Публиката ќе има можност во текот на дебатата да постави прашања до кандидатите. Директно избори 2025 почнуваме. Со првата тема животна средина и јавна хигиена. Почнуваме од првиот кандидат како што се наредени, а подоцна во следните прашања ќе одиме со следниот кандидат за да обезбедиме рамноправно учество. Ако велите ќе го намалиме загадувањето, кои конкретни мерки и во кој рок, господине Деловски? Како што знаеме, во Битола најголем загадувач на животната средина е термоцентралата на Рек. Ние во нашата програма нема да правиме поправки, да инсталираме филтри. Ние предлагаме термоцентралата Рек да се затвори, како што предлага Европската Унија, и да се воведат нови обновливи извори за генерирање на енергија. И да се ориентираме на еколошки пат. Потоа, во нашата програма предлагаме депонијата што ќе се отвори во Новаци да се стопира, само да се депонира сметот од Битола, а не од другите градови. Исто така имаме програма за еколошки автобуси, тролебуси и да се пошумува систематски цело време, а не само популистички еднаш на неколку години. И да се рециклира отпадот правилно. Да. Благодарам. Господине Димов? Во врска со животната средина во Битола, јас имам предвидено нешто малце порадикално за градот. Тоа е воведување на екотакса, која што ќе биде за сите големи загадувачи, ќе воведиме, кои мора да ја плаќаат, а со средствата кои што ќе ги инкасираме во општината, ќе можеме да градиме повеќе зелени површини и директно ќе ги насочиме кон младите, кон културата, кон ранливите семејства. Зелениот појас ќе го зголемиме, ќе го испитаме делот и со мегленци, ќе воспоставиме паметни контењери, нови механизација на комуналец ќе му спремиме, така да, мислам, имаме проекти кои што ќе можеме реално и да ги завршиме сите овие, да ги затвориме сите овие проблеми. Благодарам. Илиевска? Во поглед на загадувањето и животната средина, јас најпрво би сакала да кажам што е она што нема да го правиме. Уште во првите 6 месеци од новиот мандат, Битола мора да престани да личи на една голема депонија, така да како што личи во моментот, бидејќи изградбата на депонија е непотребна, ние секако сме депонија. Би сакала да ветам дека веќе нема Битола да биде џунгла, бидејќи гледаме дека комуналец се има потрудено, од кај да влезете во Битола, се како џунгла и во овој момент нема никакви зелени површини кои што се оплеменети и кои што можат да кажеме дека функционираат во градот.
Исто така би сакала да кажам дека на неколку пати во Советот на општина Битола изгласавме средства за набавка на нови камиони со кои би се собирало ѓубрето во градот. Истите беа одбиени од страна на јавното претпријатие Комуналец и се додека низ градот течи ѓубрето и смрди, ние не можеме да зборуваме за никаква заштита на животната средина. Тоа значи дека набавка на нови камиони за собирање на смет се единственото решение кое што ќе произлезе од новата локална самоуправа. Исто така, би сакала да нагласам дека општина Битола нема функционален јавен превоз. Набавка на нови еколошки автобуси е она што и треба на Битола, посебно во деновите кога е загадено и кога граѓаните не можат да излезат од дома и не треба да излезат од дома со своите возила. Воспоставување на нормален јавен ред во градот би било една од мерките кои што можат да се спроведат за да се намали загадувањето. Благодарам. Господин Коњановски. Пред се дозволете да се заблагодарам на честа што имаме да се представиме, да заблагодарам на колегите против кандидати со кои заедно ќе успееме да дебатираме и вас секако на вашиот медиум за иницијативност да го отвориме токму ова панел дискусија, можеби први. Да напоменам само она што јас би почнал од она што го имаме реализирано досега. Два огромни круцијални проекти се одвиваат или се завршени во Битола. Топлификацијата, проект вреден над 40 милиони евра, што секако допринесува за зачувување на животната средина. 36 објекти, јавни институции се поврзани на проектот за топлификација, проектот од 2014-15 година, проект на ВМРО ДПМН од тогашната гарнитура. Прочистителната станица е проект на ЕУ, со кој беше стопиран повеќе години, ставен под тепих. Пред отпочнување сме на овој проект секако. Пред реализација, прочистителна станица со колекторски систем за прочистување на отпадните води. Тоа е фактички нешто што веќе е отпочнато да се реализира. Скоро ја видов статијата на Сдруженијето на новинари, ако не се лажам, каде 20% од загадувањето го сочинуваат автомобилите, посебно во делот на PM10 и PM2,5 частички. Во делот на тоа, се потрудивме после многу години, после силна дебата и во Советот, да ги воспоставиме и изградиме велопатеките во должина од 5,5 километри. Со тој проект силно продолжуваме со нови најмалку 5 километри во останатите делови од градот, еден прстен околу градот. Во делот на субвенции, можам да кажам, сме лидери во регионот. Во делот на ефикасни фасади, веќе се направени проекти кои се реализираат во таа насока, проектот Сончеви училишта со 6 училишта и 4 дополнително, така да останува уште многу да се говори, навистина за една минута не може се да се каже што е направено. Имаме можност да се дообјасниме во некои од следните прашања. Господин Јакуновски. Добар ден и од мене, поздрав до гледачите и поздрав до екипата која што одбрала токму оваа локација. Предпоставам дека ако останеше одлуката која што своевремено како советник Тони Коњановски имаше донесено за продажба на објектот на офицерскиот дом, не ке можевме воопшто да бидеме во дворот на офицерскиот дом, кој што го реконструиравме во периодот 2017-2021. Што се однесува до загадувањето и до здравата животна средина. Не може апсолутно да се зборува за парцијално пристапување кон решавање на овој проблем. И оттаму во нашата програма еден цел столб и сегмент предвидуваме и насловене животна средина. Меѓу другото опфаќа затворање на централното градско подрачје за автомобили и само една сервисна улица согласно препораките кои што неколкумина заменици градоначалници од европски градови како Љубљана или Париз ги имаат дадено на општина Битола, но никогаш и не биле реализирани. Секако тука е воведувањето на еколошки автобус, за жал меѓуопштинското јавно претпријатие Пелалинк и ден денес не е функционално. Оттаму во програмата предвидуваме набавка на 20 еколошки автобуси кои што ќе бидат во функција на сите жители на Битола, не само на градот, туку и на околните населени места. И тоа е во функција на намалувањето на загадувањето. Чистотата да не ја повторуваме и да не повторно се навраќаме на фактот дека градот е депонија, дека течат камионите за ѓубре и дека навистина немаме можност во моментов онака како што локалната самоуправа работи да се справиме со ова. Меѓу другото, ако имаме во предвид дека 50% од загадувањето во градовите доаѓа од оџаците, предвидуваме и инсталирање на филтри кои што ќе се однесуваат на индивидуалните домувања, а во градот се 12.280 такви. Благодарам. Господине Мирчевски. Добар ден, ви благодарам за поканата пред се.
Ако зборуваме конкретно за загадувањето на општина Битола, пред се треба да обрнеме внимание кој е најголемиот загадувач. Значи не само конкретно на Битола и општините околу Битола и населените места. Ќе зборувам конкретно за РЕК како најголем загадувач на Битола и каде што голем број од жителите се на некој начин заболени од канцерогени заболувања. Филтрите на РЕК поминале 10 совети, поминале 10 ветувања на тема за модернизација на филтрите на РЕК. Но изминативе 10 години, односно 30 години, јас не знам дека имало промена на филтрите. Загадувањето, најголемиот дел доаѓа од РЕК. Потоа тука изградбата на регионалната депонија, меѓу 18 депонија во Битола, која треба да се изгради во Мегленци. Значи, кога зборуваме конкретно за чистотата во градот и за загадувањето, треба да почне од нас. Се зборува за еколошки автобуси, се зборува за намален сообраќај на возилата. Меѓутоа, јас мислам дека треба да се воведи Битола на точак. Значи, да се инспирираат младите, не да користат јавен превоз, бидејќи во сите светски метрополи пред се е велосипедот. За да се подобри чистотата, секој граѓанин треба да биде совесен и да не депонира отпад и да прави диви депони. Благодарам. Господине Николовски, вашата минута. Добар ден и ви благодарам за минутата. Навистина е тажно што при едни вакви средби една од главните точки, една од главните дебати, односно една од главните проблеми е токму овој проблем во 2025 година, но јас како независен кандидат за градоначелник на Битола не сум дојден за да ги кажувам проблемите, туку да ги кажеме решенијата на проблемите кои што сите ги знаеме и од каде потекнуваат и зошто сте актуелни во нашиот град. Точно е тоа дека најголемиот загадувач во Битола и Битолскиот регион е РЕК Битола. Може би сте знаеле, може би не. Филтрите што треба да се сменат на РЕК Битола коштаат 8 милиони евра, што ако зборуваме за буџетот на Битола или ако зборуваме за градот Битола како град, навистина е беззначајна сума. А тоа се уште не е направено. Од кои причини, да не навлегуваме во причините, бидејќи реков, повеќе сакам да зборувам за решенијата отколку за проблемите. Еден од основните проблеми понатаму, еден друг основен проблем околу загадувањето ќе биде депонијата која што се предвидува во близина на Битола, Мегленци, за која што јас гласно морам да кажам дека сум категорично и недвосмислено против да се направи тоа. Особено што знам, имаше и објаснување дека во другите држави тоа било многу убаво направено, многу ефикасно реализирано, но знаејќи нашата историја, ние знаеме дека тоа нема така да се случи. И на крајот, користење на обновливи енергии, сонце, вода и ветар се единствените начини или еден од единствените главни начини кои што може да допринесат за животна средина. Благодарам. Господине Огненовски. Почитувани битолчани и граѓани на општина Битола, ќе ви набројам неколку точки кои се најголемите загадувачи во општина Битола и јас како ваш градоначалник зошто би се залагал. Број 1 точка, најголем загадувач на општина Битола е градоначалникот Коњановски со советот. Затоа што 4 години беа на власт и ништо немаат направено за Битола. Ова е брука, јас не знам и зошто се кандидираат повторно да бидат во функција на градоначалник. Нека ви е на чест. Второ, најголем загадувач во Битола е РЕК Битола. Скоро 50 години не труе. РЕК Битола има производство на милиарди електрична енергија во вредност, а немаат пари да постават филтери. Ние ќе ги поставиме заедно со советот. Јас како градоначалник и советниците. Исто ние сме против депонијата за смртта, поточно регионална депонија, каде што 18 општини сакаат да ни донесат депонија. Да не зборувам за ѓубрето.
Зар не ти е срам, градоначалниче, заедно со господјата председател на Советот? Вака Битола да оставите? Пак срамота е кога зборуваме како ќе го решиме проблемот со Битола, со ѓубрето. Па ставете еден добар директор во комуналец ќе го реши проблемот. Ви заврши времето. Дали има некој реплика, бидејќи дел од луѓето тука присутни беа на некој начин прозвани? Да, повелете, градоначалниче и председателката на Советот. Во делот на 30 секунди. Во делот на јавната чистота и животната средина, тема која многумина кариери направиле овде меѓу нас. Само кем да кажам дека дел од присутните овде има и можност да покажат и да водат јавни предпријатија. Тоа за жал не го искористија таа можност од само ним познати причини. Меѓутоа, она што силно ова гарнитура, ова локална самоуправа продолжува, велам, лидери во делот на инфраструктурата и во делот на заштитата на животната средина, меѓутоа уште многу има да се работи. Да. Добре, благодарам. И 30 секунди. Би сакала да се согласам со една работа со господинот Огненовски, а тоа е како Коњановски има доблест да бара втор мандат денес од граѓаните, тука на оваа дебата, кога потроши крвнички 150 милиони евра на граѓаните, а не гледаме ни еден капитален проект. И сакам да нагласам дека како градоначалник на Битола повеќе нема да се поставуваат директори како што кажа градоначалникот од тефтерчето на секретарот и на градоначалникот, туку ќе се поставуваат луѓе кои што се способни и кои што знаат како да се справат со проблемите во јавните предпријатија, бидејќи денес имаме јавни предпријатија со вкупен долг од над 3 милиони евра. Тоа е една од работите кои што се клучни за да почнеме да функционираме и во животна средина. Меѓутоа, морам да нагласам дека она што поинаку од пред 8 години го започна како свое барање, тоа е закон за субвенционирана сметка за струја на битолчани. И точно, РЕК е еден од најголемите загадувачи, меѓутоа 35 години партиите од едните и од другите си ја префрлаат одговорноста на себе. Благодарам. Коњановски, имате право на контрареплика. Па, видите, нема да навлегувам во приватни за дискредитации. Граѓаните се доволно свесни и умни и паметни да можат да разграничат кој ги правеше обструкциите во Советот, кој беше против велосипедските патеки, кој беше против многу проекти кои беа закочени, кој беше против грантот од 1 милион евра за поставување на нови водоводни инсталации и сега дел од тие проекти се закочени, така да ќе оставам на граѓаните сами да проценат. Благодарам. Немате право, Куновски, вие на контрареплика, бидејќи не бевте прозвани, немате право ни вие на контрареплика, ќе ви можете во следното прашање да си доодговорите. Господине Димов, неколку пати се спомна тука ставот за регионалната депонија Новаци. Меѓутоа, во време кога изградба на модерни депонии е тренд кој што не само тука, туку секаде во светот треба да биде еден од начините за намалување на отпадот и за управување со отпадот, зошто Битола е против? Битола е против и битолчани се против затоа што И вие лично? И јас лично, затоа што Минута. Кажуваме нешто дека ќе градиме, а голем дел од битолчани не знаат што ќе се гради. Не знаеме ни каков отпад ќе се носи, од каде ќе се носи тој отпад. Значи, да градиме депонија за мене не е во ред. Ние прво треба да гледаме да изградиме центри за рециклирање на тој отпад, па после да видиме каде ќе остаткот од тој отпад ќе го депонираме. Ние немаме ни една фабрика за рециклирање на отпад во Македонија. И мислам дека треба да гледаме прво да го рециклираме, а после да правиме депонии, кои што се нормално за штета на сите граѓани овде, посебно на битолчани ќе биде. Илиевска, за Новаци, се разбира и доколку имавте да реплицирате, можете да си го искористите во вашата минута. Да, би сакала да прашам зошто Коњановски е контрадикторен. Пред една минута кажа дека сме лидери, а сега кажа дека општина Битола била закочена од нас. Би сакала да нагласам дека депонијата апсолутно нема надлежност со општината за изградба на депонија. Меѓутоа, кога го видовме, бидејќи бевме изманипулирани од страна на општина Битола, односно од градоначалникот, бевме изманипулирани, побаравме одлуките на Совет кои што ги донесовме за луѓето кои што требаше да бидат внатре за изработка на правни акти, да бидат поништени,
советниците на ВМРО ДПМН беа против таквата одлука. Така да депонија во Битола ќе има онаква какво што сакаат граѓаните на општина Битола преку локален референдум. Благодарам. Коњановски. Во однос на ова клучно прашање која буди многу препирки и дискусии и дебати, да кажам дека проектот е проследен од неколку влади, донесен од владата на Социјалдемократскиот сојуз, продолжен од таа затоа што се работи сепак за проект кој е од огромно значење за градот и можам да кажам дека секое решение ќе биде подобро од ова што го имаме сега. Сега ние немаме депонија, сега имаме сметишта и ѓубришта. И на крајот од краиштата, депонијата е само еден сегмент од системот за управување со отпад. Системот за управување со отпад опаќа повеќе компоненти, меѓу кои рециклирање, меѓу кои селекција на отпад и така натаму. Мојот став и нашето размислување, стручни лица кои што ги имаме во СДСМ, оди чекор напред. Не зборуваме за депонија, бидејќи не е мода да се градат депонии, напуштен е моделот на депонирање на отпад, туку сите еколошки здруженија и организации бараат нула отпад. Оттаму во програмата која што ја нудиме, имаме фабрика за селекција, реупотреба и рециклирање на неорганскиот комунален отпад и третман на биоразградливиот отпад. Општина која што има 85.000 жители е сосема доволно самата да се справи со отпадот кој што го продуцира и на крајот да нема апсолутно ниту 1% од отпадот што првенствено ќе се селектира, потоа ќе се третира, ако треба да се продава, а ќе се продава она што ќе биде на крајот рециклирано, да може сама да се справи. Оттаму концептот регионална депонија ние во нашата програма го напуштаме, бидејќи новиот модел е нула отпад. Благодарам. Мирчевски? Да, ќе можете после. Благодарам. Мојот став во однос на регионалната депонија која треба да се изгради во Мегленци е категорично не. Стоп за регионална депонија, меѓу 18 општинска. Сакам да нагласам дека јас бев една од учесниците на протестите Стоп за депонија. Зошто? Затоа што ние веќе имаме еден загадувач, како што е рек. Дали ни е потребен уште еден загадувач во близина на рек? Ги слушнав сите кандидати. Само ќе кажам, во Советот на општина Битола сите едногласно донесоа одлука за изградба на регионална депонија. Меѓу 18 општинска регионална депонија. Категорично, од мене како иден градоначалник, стоп за регионална депонија. Добро, благодарам. Господине Николовски? Ви благодарам за прашањето. Знаете, почитувани присутни, сите проблеми во светот се решаваат на два начини. Со револуција или со еволуција. Ако тоа е така, а така е сигурно, тогаш Битола е во многу незавидна ситуација. Бидејќи ни едното ни другото не може да... За револуција велам не може да се реши, еволуцијата е бавен процес. Кога зборувам за таа депонија, ние се повикуваме на светските искуства. Но ќе ве молам, системот во тие светски центри не е како нашиот овде. Затоа не можеме ние само парцијално или за тоа што ни одговара да се повикуваме на нивното искуство дека тоа било многу успешен начин на складирање на отпадокот. Значи, мене лично не ме интересира каде ќе биде таа депонија. Во Битола или околу Битола не. Благодарам. Добро. Господин Огненовски? Против сум регионалната депонија. Замислете сите. 18 општини ви носат ѓубре, стотици и стотици камиони секој ден ќе не загадува. Рек Битола не труја скоро 50 години, никој не презема ништо. Депонијата на смртта не сме да се изгради. Од причина што ние повеќе не смееме да градиме депони. Треба да градиме фабрики. Каде во тие фабрики модерни има во Сингапур, во светот, во Јапонија, Кина, се произведува од ѓубрето, струја, вода, тули. То треба да градим, а не депони. И нека секоја општина во Македонија да си гради своја депонија. Бидејќи може да градиме мини фабрики за преработка на ѓубре. Реплика да се јави? Повелете Габриела и Коњановски. Концептот на регионална депонија изгледа не е доволно сватен или се правиме дека не го разбираме. Куновски токму тоа што го кажа. Значи целиот систем на селектирање, на рециклирање, на преработка, исфрлање сето она што не е за депонија. Така да на депонија доаѓаат само оние материи кои воопшто не можат да се преработат. И на крајот од краиштата. Сето е тоа проследено со физибилити студија. Меѓународни експерти го правеле целиот концепт. Тој не е специјално правен за Македонија. Тој е признат стандард кој се употребува во сите држави во светот.
Не знам зошто би се плашеле од нешто што апсолутно ќе ги замени сите овие ѓубришта кои се низ градот. Илиевска. Реплика, прашање и констатација. Тони Коњановски е за регионална депонија за 18 општини? Тоа ми е првото прашање. И второто прашање, зошто писмото со намери кое што е стигнато од Министерство за животна средина, во кое што е нагласено дека ќе се гради депонија за пласирање на опасен отпад на страната на општина Битола, за која велите дека е најтранспарентна, сместено е во делот услуги, каде никој никогаш нема да го побара. Би сакала да добијам одговор на овие две прашања, за да не бидат граѓаните манипулирани и доведени во заблуда. Не би сакал да полемизирам за дезинформации и информации кои се појавуваат по Facebook за некаков отпад кој би се депонирал овде. Во однос на прашањето за или против современ систем за управување со отпад, со сите елементи кои ги содржи. Депонијата е само еден најмал сегмент, изградена по сите стандарди и упатства и на ЕУ директиви. Ако утре би влегле во Европската Унија, ѓубриштето во Мегленци би било затворено во истиот момент. Благодарам. Куновски бесте исто споменат, имате право. Очигледно го имате се уште главниот проблем со кој што 4 години работите. Не ги слушате граѓаните. Граѓаните велат не за регионална депонија за 18 општини. Каков и да е проектот? Првата фаза, првиот чекор е јавна дебата, јавна презентација на проектот. Не го направивте, импровизација некоја се случи во Советот на општина Битола, уште не знаете каде треба да биде локацијата. Тоа е под број 1. Под број 2. Доволно е ова што го гледаме во Битола за да знаеме барем кога е ВМРО ДПМН на власт дека не може да функционира таква регионална депонија. Ако можеше барем ке беа сметот и ѓубрето и контењерите во солидна состојба некако што сега го гледаме ова. Имате право на одговор? За многу од овие прашања дилеми кои ги поставивте, ќе треба да се обратите кај господјата Шукова, која е исклучително ценам, кандидат за градоначелник на градот Скопје, која точно ги знае сите овие проблеми, препоставки учествуваше и во изработката и на целата иницијатива за овој проект. Тој е правен велам по стандардна процедура, економскиот фактор одлучува колку општини и како ќе го депонираат. Невозможен е концептот секоја општина да има своја депонија. И на крајот од краиштата депонијата се наоѓа или системот за управување со отпад во кој вклучен депонијата се наоѓа во општина Новаци. Добро. Благодарам, немате право повеќе на контрареплика, бидејќи тука завршува кругот. Одиме со следното прашање. Илиевска, кој е првиот чекор што ќе го преземете за кучињата скитници и како ќе ја заштитите безбедноста на граѓаните? Ја молам режијата за ова прашање да оддели по 30 секунди за одговор за секој од кандидатите. Еден од најголемите проблеми во општина Битола е справувањето со бездомните животни. Едно од најголемите ветувања и барања на поинаку пред 4 години беше изградба на прифатилиште за бездомни животни по стандардите кои што ги има другите земји и кој ќе прерасни во регионално прифатилиште. За жал, во овие 4 години се изгради некакво импровизација на прифатилиште и во овој момент се трошат пари ненаменски, а проблемот не е решен и имаме се поголем број на казни, односно се поголем број на тужби од граѓани кои се каснати од кучиња. Прераснување и изградба на регионален центар за кучиња кои што се бездомни, кои што би ги опфатиле сите општини во Пелагонискиот регион. Благодарам. Господине Коњановски. Секогаш локалната самоуправа и јас како градоначелник сме ги прифаќале добрите идеи, исто како што беше идејата, која повторно ќе речеме светски стандард, за воспоставување на систем прифатилиште за бездомни животни, такво изградено, со адекватен и доволен капацитет според експертите и консултантите, кои добро ги знае и господја Илиевска и јас учествувавме на тие средби. Прифатилиштето е направено со капацитет од над 80 згрижувачки животни. Тоа е по системот залови, вакцинирај, селектирај и фактички врати на средината каде што припаѓа. Деновиве бев, година дена се навршува. Заловени се над 300 бездомни кучиња, само да појаснам, кои се вакцинирани, стерилизирани и така натаму, вратени повторно во средината од каде што припаѓале, од кои 110 се вдомени. Благодарам. И тоа е добар потек, тамо младите можат да учат. Господине Куновски. Јавно предпријатие за прифатилиштето да прерасне во јавно предпријатие за благосостојба на бездомните животни. Тоа е според нас решението, кое што може во моментов да резултира со во краток некој временски период
решение за проблемот кој што го имаме со бездомните животни. Во моментов, според она што го имам како искуство од разговори со активисти кои што се во оваа проблематика, изразувам сомнеш дека воопшто процесот на стерилизација, кастрација, па враќање потоа на местото каде што куќето било заловено се одвива така како што треба и затоа веројатно 4 години се уште мака мачиме со бездомните кучиња низ градот. Благодарам, Мирчевски. Благодарам. Во нашата општина се импровизација. Неколку мандати ветување ќе се направи прифатилиште, ќе се згрижат животните. Ние решение имаме. Секако тоа е заловување, чипирање, стерилизација и високи казни за сите оние кои ќе го остават својот миленик на улица. Во сите овие години мандати на советници не видовме начин освен ветувања. И ова, мислам, малку е дискутабилно и многу смешно од страна на некои да кажуваат дека ние во иднина ќе го решиме. Пред се прво се извинувам, треба да се реши проблемот со социјалната категорија. Човекот да го ставиме пред животните. Благодарам. Господин Николовски. Ви благодарам. Да, точно е дека Битола располага со прифатилиште за бездомни животни, но исто така е точно дека тоа ни оддалеку не го задоволува капацитетот на она што Битола го нуди како сортиман во однос на тие бездомни животни. Штета е што и при големи фестивали во Битола се појавуваат тие на нашите улици, каде што е тоа од камера, но нашиот фолклор има една исклучителна песна, исклучителна добра народна песна, каде што 4 пати во песната му повторува за една иста работа. Доста беше, свести се, разбуди се, не спи. Знаете, 4 пати на кои се повторува. Благодарам. Значи, ние само го повторуваме тоа, јас се надам дека оној дел кај еволуцијата дека ќе не стигне конечно. Огненовски. Благодарам. Како градоначалник изградба на стационар каде што кучината ќе се чуваат и никогаш повеќе да не се вратат на улица, не чипирани, не знам што. Треба тие кучина да се вдомат, да се контролира размножувањето на кучината. Значи, ние не смееме да имаме по улици кучина бездомници. Јас живеев многу години во Америка, повеќе од 30 години, во Лос Анџелос, куќа не можете да видите на улица. И се разбира големи казни за луѓето што ги испуштаат кучината по улиците, да се контролираат и по селата и во градот. Друго не постои нешто. Мора да бидеме хумани. Ние за кучињата имаме порадикални ставови. Ние предлагаме целосна забрана за држење на миленици кои немат практична примена, како што е лов и сточарство, бидејќи тоа сметам дека е произлезена мода од западниот империалистички капитализам од Америка, каде кучината ставуваат мода, а не практична работа. Благодарам. Господин Димов? Во врска со кучињата, значи, ние не знаеме колку е празно или полно тоа здружение кое што ги домува или комунално предпријатие, како се грижи за нив, дали се кастрираат, дали се стерилизираат, дали тие се чипуваат и повторно се пуштаат на улица. Но ние предлагаме да се подобро е да се вдомат отколку да се пуштат на улица. Казни за сите кои што чуваат кучиња кои што ги отпуштаат на улица, секако, и на сите кучиња да им се постави GPS уреди да знаеме каде се наоѓаат во секој момент ако има потреба да се собери тоа куче и да се прибери па назад. Благодарам. За реплика се јави прво Коњановски. Многу кратко на сите Куновски и господин Делов да отидат и да го видат, да го посетат прифатилиштето, да видат за што се работи, за кој систем се работи. Но на што беше кажано дека немаме капацитет, апсолутно е сосема доволен капацитет, тој ги згрижува. Она што беше кажано од господинот Огненовски за азил, траен азил за кучиња, такво нешто не постои. Кучињата се заловуваат, чипираат, кастрираат и се враќаат повторно во средината. Тоа го налагаат европските регулативи и директиви, тоа е така. Така да потполно функционира, нема потреба од ново јавно предпријатие, тоа функционира во склоп на јавното предпријатие комуналец со персонал, меѓу кој е и граѓанска асоциација која ги контролира сите овие. Благодарам. Илиевска, па прозваните Куновски и Делов, ако сакате. Би сакала да кажам дека ако во нашиот град функционира прифатилиштето онака како што кажува градоначалникот, зошто над 100 милиони евра се платени казни за каснати од кучиња, тоа е првиот сегмент. И вториот сегмент, дали е точно дека
доколку се пренаменат парите од тие каснати граѓаните кои што се каснати од куќиња, доколку не би се трошеле, дали ние би можеле да изградиме прифатилиште по европски стандарди, бидејќи вие лажевте дека ќе распишите тендер кој што ќе биде наменет за изградба на прифатилиште по европски стандарди, а не имитација. Куновски и Деловски на крај ќе одговорите, Коњановски. Благодарам. Не бевте прозван. Да го видам прифатилиштето, гледам дека не функционира секојдневно низ градот. Ако функционираше, немаше вака тоа да изгледа. Комплетна лага е дека системот функционира, залови, стерилизира и врати на местото. Отворете ја страницата на јавното претпријатие Лајка во Скопје. Ќе видите дека има огласи за вдомување на животни и по 2 и по 3 години. Ако така сакаме да функционираме, да одвоиме средства и за третман таму, хуман на животните, и да ги чува прифатилиштето или јавното претпријатие кога ќе биде, додека бидат вдомени, нема да имаме оваа слика на улиците. Оттаму ве молам со таа приказна дека мора тие да бидат вратени на улиците, апсолутно време е да се престане. Деловски па ќе одговорите на сите тројца. Ако не можеме целосно да ги забраниме, или треба да ги прифатиме, треба да направиме закон како што има во Република Хрватска, во градот Загреб, кој има многу добар закон решено, каде што нема ни една куќа по улица, кој е по европски стандарди. Добро, благодарам. Повелете, Коњановски, сега со одговор. Куновски, тотално непознавање на проблематиката, точно консултантите, еден од директорите на Лајка е консултант и цело време учествуваше, изборувам и за светски експерт од Англија кој се занимава со оваа проблематика, беше во и градењето и во функционирањето на ново прифатилиште. Што се однесува до забелешката која кажа господјата Илиевска, јас лично во текот на минатата година поднесов до јавното обвинителство како тема да се покрене заради огромниот број на штети кои ги плаќаме, сомнеш за злоупотреба на раните, за каснувањето и така натаму, спрега меѓу сите кои учествуваат во системот на детектирање не на рана и ако Благодарам, мислам. Добро, Куновски па Илиевска и кратко, само кратко ве. За тотално непознавање. Ако вам ви е полесно да се навредуваме, во ред. Ако мислите дека со тоа ќе избегнете одговорноста, повторно во ред. Но пак ќе ви речам, истите тие консултанти кои што ги зборувате, прашајте ги, ако е така како што тврдите, зошто 2 години има за едно исто куќе или животно од Лајка оглас за вдомување. Затоа велам уште еднаш. И јас ова што го зборувам, јас не сум сезнајко, сум разговарал со здруженија и со активисти кои што се инволвирани во оваа проблематика. Оттаму ви тврдам дека има решение за бездомните куќиња, но ако некој сака да го направи тоа така како што треба. Илиевска. А тоа очигледно не сте вие. Значи, сите ние овде сме криви, само ВМРО ДПМН не се криви и градоначалникот. Сите ние овде лажиме дека граѓаните се каснати од куќиња и дека се трошат ненормални суми за казните за каснати од куќиња. И би сакала да прашам зошто господинот Коњановски ангажирал експерт од Скопје за проблемот со бездомните животни, кој што впрочем беше и партиски директор поставен во Скопје, и дали од Скопје некој треба нас да ни каже како ќе го решиме проблемот. Не може Коњановски експерти од Скопје да ангажирате за проблеми во Битола. Битолчани знаат како да си ги решат проблемите. Имате право да одговорите и тука завршуваме со ова прашање. Благодарам, господјо Илиевска. Заедно бевме со експертот од Скопје, како што го кажувате, и тој не е партиски експерт. Тој е еден од најдобрите познавачи на ова проблематика. А до господинот Куновски нити имам намера некој да го вреѓам, апсолутно должна почит до сите вас, меѓутоа проблемот со бездомни куќиња не се решава за година, 2 и 3. Тоа граѓаните го знаат. Нити 4. Тоа е систем со кој едноставно сето она што е стерилизирано, вакцинирано, заловено, по неколку години на улиците фактички ќе го даде ефектот. Во ниедна земја тој проблем не се решава со акт на кој ќе се интервенира на некој друг начин. Благодарам. Следното прашање од областа на инфраструктурата и урбанизмот. Господине Коњановски, набројте ми 3 проекти кои ќе ги реализирате за подобрување на патиштата и сообраќајната инфраструктура, за која што имаше доста поплаки од граѓаните во изминатиот период. Па видете, во делот на ако со нешто може ова гранитува локална, благодарам да се пофали, да се горде, тоа инфраструктурата. Градот во изминативе 4 години беше градилиште. Направивме доста, се извинивме на многу пати за тоа што едноставно го попречивме и одвивањето на сообраќајот, меѓутоа
над 50 км инфраструктурна мрежа е направена и така и ќе продолжиме во идниот период. На тоа замалам дополнителни 30 секунди на ова прашање со една минута. На тоа се поклопи и реализацијата на проектот за топлификација. Булеварскиот влез на Битола во првата негова фаза од првите 800 метри, тоа е широко колово со 27 и кусур метри, тоа е она што граѓаните постојано го бараат, адекватни влезови. Во идниот мандат продолжуваме со влезот од страната на Охрид, продолжуваме со санирање на коритото на реката Драгор, еден од проектите клучни кои треба да ги изведеме во периодот кој следи, и со огромна повторно ангажираност на целата оператива која постои во делот на инфраструктурните проекти. Преку 50 улици се планирани во програмата која ја изготвивме. Да. Благодарам. Да, ќе веројатно ќе има можност за дополнување подоцна. Една минута за Куновски. Битола беше, изгледа уште е градилиште и така ќе остане, се додека ВМРО да помени Коњановски се начело на општината. Искрено да ви кажам, дегутантно изгледа и делува да зборуваме за инфраструктурни проблеми и решенија во ваква една ситуација. Дали ќе се направи ова или она улица, тоа се тековни, постојани активности и моменти кои што треба да се случуваат. За жал, и она кое што требало да биде направено, беше или направено погрешно, па се раскопуваа поеднаш, по два пати, по три пати улици, кружни текови се прекопуваа, што се не видовме во овие 4 години. Многу поважно од инфраструктурата. Инфраструктурата треба да биде во функција на граѓанинот. Во моментов ние живееме во град, каде автомобилите се на тротоарите, пешаците се на улиците. Изборуваме за 500 метри, 300 метри улица, дека е тоа врвот на достигнувањето во 4 годишниот мандат кој што некој го имал. Визијата за развој на Битола треба да ја предвидува и патната инфраструктура, но во функција на човекот, не на изборни, предизборни програми кои што потоа треба како бројки да ги представиме дека се реализирале толку и толку улици. Мирчевски, 3 проекти кои ќе ги реализирате за подобрување на патиштата и сообраќајната инфраструктура во Битола. Како прво, како кандидатка за градоначалник, многу би било неблагодарно да зборувам за инфраструктурата и проекти. Значи, со самото влегување, како градоначалник и советник во општина Битола, тоа се подразбира. Значи, постојано треба да се работи. Во однос на Битола, моментално како изгледа Битола? Битола изгледа, ајде да не ја споредам како една воена зона. Секаде е раскопано, се соедно да се докажи пред граѓаните на град Битола дека се работи. Јас ќе прашам, кога во еден мандат било на градоначалник или советници на општина Битола, зошто не се почнува со инфраструктурата на самиот почеток на мандатот? Дали треба сите ние да чекаме да помини нашиот мандат од 4 години и потоа да резонираме во каква состојба е градот? Возилата се на сите граѓани оштетени, од причина што секоја улица е со дупки. Велосипедските батеки според стандардите на ЕУ се претесни. Значи на исто место поминуваат и пешаците и велосипедистите. Значи проверка на сите и на тендерите, транспарентно јавно кој работи значи на тие тендери за изградба на улиците конкретно. Благодарам. Николовски, вашите 3 проекти. Благодарам. Човек да не знае дали да коментира од претходните излагачи или да го кажи својата идеја, но јас ќе се одлучам сепак за второто, бидејќи многу кратко времето. По мојата програма за развој на Битола, за идниот 4-годишен развој, имам 18 капитални проекти на таа тема. Едно тие е санација и уредување на речното корито на реката Драгор, бидејќи моменталната сообраќајна организација на булеварот 1 мај, односно потечението на реката Драгор, е погрешно направена заради слабата носивост на зидовите на коритото на реката Драгор. Свесно е погрешно направено. Возите по десна коловозна лента, а се паркирате на лева страна. Тоа е едно од решенијата. Второ решение ќе биде осветлување на сите булевари во Битола, а подоцна и по малите улици, со помош на обновливи енергетски системи. Значи, користење на турбини за ветар и користење за панели за струја и осветлување на реката Драгор со 100 мини водни турбини, кои што не бараат брзина на водата, а се многу ефикасни и можат многу ефтино чинат и можат да се искористат за таа намена. Благодарам. Благодарам. Господин Огненовски. Моите проекти се повеќе, но ќе спомнам неколку. Првиот проект што ќе направаме, ќе имаме екипа од 10 различни екипи кои што ќе
го мапираат градот и тотално ќе имаме контрола која улица треба да се закрпи, која улица да се поправи, кој тротоар. До сега може да видиме дека секоја улица е уништена, скоро, само нешто ново што се гради, тоа ново што се гради со 2-3 сантими, 4 сантими асфалт, наместо да биде по стандарди 15 или 10. Исто така, мој проект ќе биде што е еден од поважните, да не се креира хаос, е горе кај музичко училиште да се направи мост. А не ние од кај судо, ако влезиме до Црн мост горе, кои идиоти одиме, буквално, граѓаните, трошиме бензин, се растураме за да направиме кружен, за да се вратиме назад. И мој трет проект ќе биде, ќе се борам на овие избори, се разбира, да се санираат за 72 часа дупките и све што треба. Ако немаме пари сите улици и поново ново да ги асфалтираме, нека се тие поправат. Господин Деловски. Во нашата програма од 150 реформи, покрај тие имаме 5 капитални проекти кои се за инфраструктурата и урбанизамот, бидејќи инфраструктурата на градот веќе се исцртани границите, има изградени објекти од повеќе периоди на историјата од комунизмот, од стара Југославија, од маслинско време. Ние нема тука да реставрираме или многу нешто да правиме, да поправаме, туку планираме да се изгради нов град, еколошки паметен, во близина на Битола, за да живеат околу 3000 до 10.000 жители, околу 2000 еколошки изградени исти куќи, по грид систем, според стариот антички архитект кој ја изгради Пела, во грид систем. Благодарам. Господине Димов? Па ние... Да, од поново тајмерот. За 4 години, не за 4 години, децении уназад гледаме дека имаме проблем со улиците. А улиците се една основна работа на секој градоначалник. Не можеме да ги префрламе проблемите кај еден градоначалник или кај друг, или кај еден тим од советот или кај друг. Тоа е тековна работа што секој мора да ја заврши. Тука завршувам. За да имаме подобрување на сообраќајот во Битола, ние имаме овде сообраќајен факултет, кој што јас гледам дека луѓето кои што работат во тој факултет, професори, не се доволно искористени да ги вклучиме и да ги решиме проблемите во Битола. Треба да се постави и календар за изработување на каде што ќе се врши реконструкција на улиците, луѓето да знаат која улица, која ќе се реконструира, колкав период ќе треба да трае таа реконструкција, ќе треба да се направат паркови, олимписки базен, значи има многу работи да збораме за инфраструктурата. Да, благодарам. Илиевска да заврши со овој круг, па бидејќи вие го почнавте, господин Конјанов. За жал, во 21 век ние сме донесени во ситуација да зборуваме за основните работи кои што се обврска на еден градоначалник и не сме никој да се фали дека ги реновирал или дека ги рехабилитирал улиците низ градот, бидејќи за тоа граѓаните плаќаат комунали и тоа е редовна обврска како секој од нас што оди секој ден на работа и што ја работи работата за која зема плата. Во филмот во кој што живее овој град, во лошиот филм на Конјановски, за жал можете да видите дека се корни асфалтот со раце на улиците. Сведок на тоа бевте и вие, Конјановски, дека Чулаковски со сопствени раце го корнеше асфалтот поставен 20 дена стар. Тоа значи дека работата на улиците ја изведуваат редовно фирми кои што ги добиваат истите па истите улици и нивната изведба е толку лоша што граѓаните редовно се под стрес дали на сабајле кога ќе станат ќе можат да стигнат до своето работно место, до градинка или до училиште. Би сакала да нагласам и за булеварскиот влез кој што го кажавте дека тоа не се пари од буџетот на општина Битола, туку тоа се пари од влада и вие како градоначалник немате право да зборувате за пари кои што сте ги добили. Благодарам. Повелете кој? Да. Повелете Конјановски, да, директно. Токму за тие проекти ќе зборуваме, токму и за тие средства. 30 секунди. Никој не ги дава средствата ако немате проекти. За да се изготват тие проекти, јавната администрација, предпријатието за планирање и урбанизам и сите раководни структури
во делот на урбанизмот и проектирањето направиле проекти. Врз основа на тие проекти 11,5 милиони од вториот повик на влада и 4,5 милиони евра од првиот повик. Најголемиот дел се завршени, а од вториот повик отпочнуваме со реализација се направени. Ако булеварско решение не е проект, ако Крушевска република, која Социјалдемократскиот сојуз ни остави со далековод на средина од улицата, не е решение, ако противпожарната зграда, која повторно ќе ја вметнам во инфраструктурните проекти, не е решение, ако дел од новите паркинзи не се решение, улицата Стив Наумов, Бурса, за обиколницата која представува растеретувања, точно се согласувам, проблемите се јавуваат на терен, изведувачите, оперативата е таа што имаме и секогаш си ги поправат своите грешки, за жал. Најмалку што претходната локална самоуправа предводена од СДСМ заслужува и благодарност од градоначалникот Тони Коњановски, иако и тоа не го оставеше и тоа немаше да биде реализирано, бидејќи практично ништо не се реализира. Уште пострашно е тоа што и во актуелниот состав на Советот на општина Битола своевремено нашата советничка, сега веќе е проректор во Битолскиот универзитет, достави сообраќајна студија за начинот како да се реши сообраќајниот хаос, но еве се уште немаме никаква имплементација. Дали е потребно да се направи нова сообраќајна студија за да се реши сообраќајниот хаос, ниту се кажува, ниту нешто се презема. Благодарам. Илиевска па Коњановски. Би сакала да го прашам Коњановски дали проектот за влезот од булеварскиот влез знае дека е постар најмалку 10 години, дека е стар и не можете да кажете дека вие сте го направиле, ама очигледно вас малку ви се 4 години, може треба да ви дајме 15 години па да видиме дека можете да направите една улица во градот. И би сакала да ве прашам дали знаете дека граѓаните на тој дел на градот ги оставивте да не можат да си влезат дома, дека не ги направивте сервисните улици, дека решија да излезат на демократски начин и да протестираат и со притисоци и закани ги прибравте дома да не смеат да протестираат. Тоа е срамота во 21 век. Одличен коментар Илиевска, точно се согласувам, проектот е стар 10 и можеби повеќе од 10 години, меѓутоа никој не собрал храброст да го направи влезот, а влезот е суштинска потреба на градот Битола. Тоа сите ќе ви го кажат, и од едната и од другата. Добронамерните сите оние кои доаѓаат во Битола. Што се однесува за проектите, јас повторно сум благодарен и секогаш сум зборувал за континуитет во работењето. Она што Петровска го остави, немале време да го изработат. Зошто и како не навлегувам во тоа? Меѓутоа, ние се зафативме со решавање во првата година на 23 улици. Дел од нив беа оставени како проекти, дел ги направивме. Зар требаше да оставиме и да чекаме? Благодарам. Одиме со следната тура прашање, ќе можете таму да си земете од времето доколку ви е потребно. Господине Куновски, состојбата на јавните предпријатија во општината, како ќе се консолидираат за да се овозможи и подобар транспорт, и подобри улици, и подобри проекти, и подобра инфраструктура. Јавните предпријатија како По една минута одговор на овие прашања. Покрај општина Битола, јавните предпријатија се најголемите даватели на услуги во градот. За жал, во моментов се потонати во долгови. Штета што во неколку наврати кога се потрудивме да апелираме до градоначалникот и во Советот на општина Битола преку нашите советници, барем нешто да се спаси и да се промени, тоа не најде на слух. И оттаму во моментов, она со кое што ние предпоставуваме дека се сочуваат јавните предпријатија се над 4 милиони евра долг. Достасани и доспеани фактури, кои што не му возможуваат на јавните предпријатија ниту да инвестираат во нова опрема, а очигледно и немале никаква желба до сега тоа да го направат. Од една страна, немаме никакви инвестиции во јавното предпријатие, например водовод, а граѓаните секој ден се жалат дека немаат вода. Немаме инвестиција ниту во едни нови канти за ѓубре или камиони, а граѓаните се жалат дека живеат во смет. Оттаму првиот чекор е програма за санација финансиска на јавните предпријатија, за да може потоа да бидат ставени во функција на граѓаните и да ги обезбедуваат услугите кои што по закон треба да ги даваат. Благодарам. Речија една минута за Мирчевски. Повелете. За прашањето е за јавните предпријатија, како ќе се консолидираат? Во однос на јавните предпријатија, гледајќи ја целокупната слика на работата на назначениот кадар пред се, како директори на јавните предпријатија, е несоодветен. Зошто го велам тоа така? Бидејќи не може еден архитект, например, да биде директор на водовод или обратно. Значи, самата општина Битола моментално со функционирањето на оваа власт моментална која што е донесена во банкрот. Сите јавни предпријатија ни се во банкрот.
Што велам? Прво треба секој градоначалник со самото влегување како градоначалник во општина Битола да биде транспарентен. Да се кажат парите од буџетот на граѓаните каде одат. Како функционираат јавни предпријатија? Зошто граѓаните немаат чиста вода? Зошто камионите за ѓубре ни течат по улиците? Зошто немаме нови канти и така натаму? Значи јас гледам департизација на сите јавни предпријатија, вработување на соодветен кадар кој ќе биде одговорен за напредокот на на сите јавни предпријатија во Битола. Благодарам. Значи се извинувам, општината враќање во рацете на граѓаните. Благодарам. Николовски. Благодарам. Добро, некадарноста на раководните лица на јавните предпријатија не е ништо ново, ниту па нешто не изненадува денес. И затоа е нова стадиум, нова дереđа дојдено во градот. Јас предвидувам не само овие досегашни јавни предпријатија, туку формирање на уште две јавни предпријатија. Едното јавно предпријатие ќе се вика Тумбекафе, а другото јавно предпријатие ќе биде за хортикултура и пейзажна архитектура. Тоа не значи дека ќе има отпуштање од работа, туку напротив, ќе има нови вработувања, но најважно од се, реорганизација на постоечките јавни предпријатија. Кога зборувам за реорганизација, не мислам повторно на партиски решенија и мислам дека конечно тоа ќе заврши таа приказна со тие партиски решенија и кои што решенија морало да бидат имплементирани во градот овде, бидејќи биле многу заслужни во минатото и во некои други избори претходно што биле. Таа слика повторно нема да се случи. Благодарам. Благодарам. Може да се ресетира тајмерот. 1 минута за Огненовски. Благодарам. Јавните предпријатија се дувно на политички и криминални вработувања. Политичките структури како СДС да помане господинот градоначалник си за вработува своји луѓе. Можеме да видиме по брат му кај е вработен, по внуката и така натаму. Но, да одиме понатаму. Ние треба единствено во овие јавни фирми да вработуваме луѓе на конкурс, не политички. Не баграта да се собери, ајде ќе ги ставиме да работат лепачите на плакати и тепачите по Битола ќе ни бидат директори. Зато пропаѓа Битола. Реформи во јавните фирми. Само треба врвни стручаци да работат. Ако е некој квалитетен со својата екипа, чудо ќе направи од Битола. Па луѓе, Битола е претворена општината Битола во депонија за ѓубре. Замислете кога градоначалникот и советот не може да го решат проблемот со ѓубрето, па ќе го решат ли проблемот со вработување на младите или спречување младите да заминат од Битола општина? Благодарам. Брука. Деловски. Што се однесува до јавните предпријатија, кога ќе спомнеме зборот јавни предпријатија, одма ни доаѓа на памет јавното предпријатие Стрежево, кој е изграден уште од 80-те години, и браната Стрежево, која, не знам дали знаете, ама во денешни средства таа би изнесувала околу милиарда евра, а е направена со заем од банка од ММФ во 80-те години и со придонес на младите работни акции во тогашна Југославија. Таа брана треба да се провери, бидејќи не дај Боже некоја пукање или нешто, некој квар, таа брана може да ја поплави цела Битола и да ни направи голем проблем. Таа треба да се провери, да се реставрира и стручни екипи да дојдат од странство во каква состојба е. Благодарам. Господине Димов, вашата 1 минута. Во врска со јавните предпријатија, јас ќе направам комплетен рестарт кај нив. За мене е многу чудно како може јавни предпријатија да бидат загубари. Но во нашиот случај овде имаме јавни предпријатија кои што живеат на кредити од општината, кои што не земаат никакви европски грантови, превработеност во јавните предпријатија, со кадар кој што не е соодветен, директорите или, да речеме, администрацијата нема никаков познавање најверојатно во приходите или во формување на буџетот годишен на тие јавни предпријатија. Затоа доаѓаме до вакви загуби, нереални загуби за мене, но сепак јас ако станам градоначалник ќе ги посетам сите јавни предпријатија, ќе направам комплетен рестарт, затоа што за мене човек од приватниот сектор не е сатливо како може јавно предпријатие да оди во загуби, кога ние имаме годишен приход, реален приход по секое тоа јавно предпријатие. Благодарам. Илиевска.
Јавните предпријатија се моторот на една општина. За жал, Тони Коњановски и неговата екипа во последните 4 години успеа да ги девастират, да ги уништат. Предпријатијата преживуваат само со помош на субвенција од страна на општината. Исто така во самите предпријатија можеме да видиме дека има нестручни лица кои што се поставени како директори и кои што едно од нив 4-5 пати беше сменет директорот во последните 4 години. Би сакала да ви ги прочитам само накратко колкави долгови имаат. Јавното предпријатие Комуналец над 70 милиони, Нискоградба 22 милиони, Водовод 90 милиони, Паркинзи 3 милиони и Пазари 3 милиони. Вкупно 188 милиони или 3 милиони евра загуба. Би сакала да прашам кој ќе плати оваа загуба која што ја имаат јавните предпријатија и зошто кога имаме 95% наплата од граѓаните, значи граѓаните си ги плаќаат своите сметки, некој дозволил овие предпријатија да бидат толкави загубари. Би сакала да нагласам дека во следниот период првото нешто што ќе се направи кога ќе бидам градоначалник, ќе има департизација, односно директорите ќе бидат избрани на јавен оглас. Господин Коњановски, вие имате една минута, претпоставувам и реплика. Господјата Илиевска добро ги знае, ја знае состојбата во јавните предпријатија, пошто е и претседател на Совет и многу ги знае добро состојбите зошто е до тоа така дојдено. Да напоменам, одговорно тврдам од ова место, дека не постои превработеност, има намалување на бројот на вработени буквално во сите јавни предпријатија во градот. Ќе наведам само некои примери. Преку графикони кои ги презентирав и на Советот. Бројот на вработени 2021 во Водовод 223, сега е 200. Плати на вработените се зголемиле 2021 107 милиони, сега се 148 милиони. Скоро 50 милиони зголемување постов на плати во сите јавни предпријатија. За ресторанските услуги не сакам да зборувам и да коментирам во тој дел колку е намалувањето на непродуктивните расходи. Електричната енергија во јавното предпријатие Водовод од 64 милиони 21 се зголемува на 98 милиони за 4 години. Значи ненормален импут има во делот на трошоците. Точно е, предпријатијата се наоѓаат во таа состојба затоа што фактички зголемување, ненормално зголемување на електричната енергија со која се сочивме од самиот почеток на мандатот, за превработеност апсолутно не станува збор, а точно субвенциите се онаш кој го по основ на договори го работат од страна на општината и тие ефикасно си го извршуваат. Благодарам. Повелете Илиевска. Коњановски, не знам како не ви е срам да ни ги кажувате овие графикони, кога овде ви читам дека јавните предпријатија имаат 3 милиони евра долг. Било кој од нас овде, од застанатите, да биде градоначалник на општина Битола, ќе биде подобар од вас. Вие безмилосно ги потрошивте парите на граѓаните и доколку имате малку доблест, немаше денес да барате втор мандат. Ке си се повлечевте и ке признаевте, како што признавте пред една минута, дека ги уништивте јавните предпријатија во општина Битола. Апсолутно не се согласувам со искажаното и напротив, гордо и со крената глава стојам пред граѓаните на Битола и спремен сум буквално да одговорам на сите прашања кои ги поставувате и дилеми. Кажав, уште еднаш ќе повторам, во сите јавни предпријатија постои намалување на бројот на вработени и енормни трошоци по основ на електрична енергија. Јавното предпријатие Комуналец по основ на плати од 105 милиони во периодот 21-24 се зголемил на 171 милион по основ на плати, што е нормална работа. Меѓутоа, трошоците се намалени по сите основи. Ке спомнам ресторански услуги во Комуналец од 1 милион, сега 10 милиони сме затекнале. Вработени 270 се во моментот, 300 биле. Сегде постои намалување и скратување на трошоците, да напоменам, со адекватна и висок процент на наплата. Благодарам. Господин Куновски, вие се Господин Коњановски, очигледно не го разбирате концептот на јавни предпријатија. Никој нема проблем да бидат зголемени бројот на работни места таму, ако јавните предпријатија се во функција на граѓаните. Нека имаше во Комуналец дополнителни вработувања кои што ќе бидат даватели на услуги за градот да ни биде почист. Овие графикони дека сте намалиле трошоци за ресторански услуги, апсолутно се неважни и беззначајни за граѓаните на Битола. Затоа што не ги добиваат услугите кои што им следуваат по закон.
Благодарам. Не е проблемот во тоа дека се намалени бројот на вработувања, туку е проблемот во тоа што не испорачуваат услуги кои што граѓаните треба да ги добијат. Добро. Може така? Може последен пат. Во склоп на своите надлежности апсолутно ги исполнуваат услугите. Да напоменам дека и неадекватните инвестиции се причина. Например, долгот на јавното предпријатие Водовод, во кој беше кадар, ке кажам, на Социјалдемократскиот сојуз, направи нова зграда наместо да инвестира во потисен цевковод. Таа зграда од над 60 милиони денари е точно колку што е и долгот на јавното предпријатие. Да напоменам дека се инвестирани нови дополнителни 24 милиони денари во јавното предпријатие Водовод за неадекватни пумпи со помал капацитет. Од оние проекти кои ние ќе ги реализираме инвестиција само кратко може да одговорите, дури немате право на цела реплика. При предавањето на функциите постојат записници. Конкретно за Водовод, над 40, ако точно паметам, милиони денари беа во прашање, што Горан Козаров ги остави во јавното предпријатие Водовод. Мислам, стварно е смешно, срамно сега да дебатираме за нешто пред 4 години што се случило. Зборуваме што направивте во овие вие 4 години со јавните предпријатија. И апсолутно ништо нема со што да се пофалите, освен со некои празни флоскули дека сте ги намалиле вработувањата. Зголемете ги, ама да имаме услуги кои што ги заслужуваме. Благодарам. Ќе повикам тука публиката, доколку има прашање, се разбира, од присутната публика, да крене рака за да знам со кого комуницираме и да можеме да донесеме микрофон. Да, повелете, има прво тука, да. Повели. Ала. Добар ден пред се на сите. Моето прашање кон председателот на Советот на општина, Габриела Илиевска, зошто е причината ги блокиравте европските проекти и вашите советници од независната група кои биле избрани од граѓаните на Битола. Која беше причината за блокирањето на проектите? Кои европски проекти, ако може да ми ги наброите? Да, може да се представите само? Да. Ивона. Би сакала само да ми кажете, оти многу европски проекти има во општина Битола, да ми кажете кои се тие кои се блокирани. Последните. Кои се, мислам, дали може да слушнам кои последни проекти се блокирани? Мислам, наведете ми ги проектите, бидејќи во општина Битола редовно се гласаат европски проекти, би сакала да слушнам за кои ме прашувате. За поточно вие сигурно знаете кои биле последните, не треба да ги набројувам. Значи, би сакала да знам за кои проекти ме прашувате, бидејќи во општина Битола нема блокирани европски проекти. Доколку го знаете името на блокираните, би сакала да ми го кажете за да ви објаснам. Во овој момент во општина Битола нема блокирани европски проекти. Може би немате доволно информации или некој ви кажал нешто што ве доведил во заблуда. Во овој момент нема. Доколку имате вие име на тој проект и ми го кажете, ќе ви кажам дали е блокиран или не. Добро, во ред. Благодарам. Ако може микрофонот наваму, не, наваму. Дајте ми. Повелете. Добар ден на сите. Златко Талевски, Младински културен центар Битола. Имам прашање до сите кандидати. Ве молам за краток и прецизен одговор. Во согласност со Законот за младинско учество и младински политики, секоја општина треба да отвори општински младински центар. Општина Битола тоа го направи изминатите неколку години. Тој функционира како партнерска соработка со 3 граѓански организации, меѓу кои е мојата, МКЦ Битола, ИМКА и Сфера. Прашањето се однесува на кој начин ќе продолжите поддршката и продлабочите соработката со граѓанските организации, младинските организации, организациите за млади, за поддршка на функционирањето на Општинскиот младински центар и по-конкретно колку пари од општинскиот буџет ќе издвојувате на годишно ниво за функционирање на центарот. Благодарам. Благодарам. Мирче, може со вас да почнеме. 30 секунди за одговор. Режијата ве молам 30 секунди. На вашето прашање, значи јас прво кажувам транспарентност. Транспарентност на општина Битола. Во фер буџет, фер шанси за сите. Посебно од нереализираните средства во буџетот да се пренасочат кон баш за тие центри за отварање и за поддршка на младите, за спортот, за културата, за образованието.
Значи, едноставно на младите да им се даде поттик да можат да останат во Битола, да им се даде шанса, да имаат амбиција да останат во Битола. Секоја младинска организација која ќе се поддржи од нас, од мене како градоначалник и советничката листа, би значело и нината на Битола, младите луѓе на Битола, да имаат инспирација да останат во нашиот град. Да не им биде билет за странство, туку во Битола. Благодарам. Оној момент во нашата држава кога затаи системот, се појавија невладините организации за да помогнат и за да изгледа во престрет на она што не функционира во државата. Државите на Запад не знаат што е тоа невладина организација или скоро да не знаат. Но како и да е, овие три невладини организации кои што ги споменавте не се единствените кои што треба да обстојуваат во градот, бидејќи не таргетираат доволно целни групи во нашиот град. Не таргетираат кадар од прешколска возраст, од школска, а и оној дел од здруженијата кои што ги третираат различните културни области во нашиот град. Благодарам. Огненовски? Јас би рекол едно. Ние живееме за младите и треба да им се помогне на младите. 2% од буџетот, сега ме прашавте, треба да се одделува за сите овие организации, кои што се стварно организации, младински организации, треба да се оддели, да речеме пример, во Домот на културата, просторија, не една мала, каде што овие организации ќе можат да делуваат бесплатно. Значи, не да оди таму негде, вие имате, вие немате. Значи, сите кои што вредат и кои што не се формирани од овие криминални политички структури. Оти ние знаеме дека многу граѓански движенија се креирани од нив. Јас мислам дека треба да има официјална државни институции за младите, не да одат преку невладини, како што се некои организации, прибирајќи тие после може да се скористат во други цели, ке речат младите не ги учи некој Сорос или некој друг трет организација, треба општината да отвори телевизија и радио под државна. Благодарам. Повелете. Во мојата програма имам решено да се отворат хаб центри кај што младите овде можат да ги дадат своите идеи со иновации кои што ќе волонтират исто така и во општината, во некои државни фирми, во приватни фирми, кои што нивните идеи, нивните квалитети ќе ги задржиме овде во Битола. Нас не е требно, немаме потреба младите да излеваат надвор од Македонија, нас не треба младите да останат овде во Македонија, во Битола. Нас не требаат идеи и развој. Илијаска. Па, бидејќи доаѓам од граѓански сектор и многу често сме соработувале со вас, ми било чест да соработувам со една организација која што има традиција за соработка со младите. Сме соработувале на проекти како што беше проектот за волонтерство. Сметам дека мора да се зголеми прво финансискиот дел, меѓутоа за тоа точно колку треба да се зголеми, треба да се направи една анализа која што би ја направиле самите организации, кои што би ни кажале точно за што се наменети и за што требаат тие пари. И тука би го спомнала начинот на финансирање на таков центар, согласно со начинот на кој што се финансира центарот за Советодавниот центар за жени и деца жртви на семејно насилство, кој што веќе 3 години функционира беспрекорно во соработка со невладини организации и кој што беше еден од проектите за кои што пред 4 години лично ја се залагав и го реализиравме. Благодарам. Коњанов. Благодарам на прашањето. Исклучително успешна соработка има локалната самоуправа во делот на младинските политики и повторно можам да кажам е сериозно лидер на ниво на Македонија, затоа што од пред 2 години, фактички од самот од 2022 година, функционира и локалниот младински совет во полн капацитет со 9 членови од 22 година. Младинскиот центар од 2022 исто со лиценцирани младински работници во кој е и вашата организација. Локалниот совет за волонтерство исто така една од инструментите кои фактички придонесува за таа соработка која имаме со младите и секако универзитетската летна пракса која отскоро ја воспоставивме и е како модел, можам да кажам, начинот на кој таа се спроведува еве втора година со зголемен број на волонтери. Младинскиот, мислам дека пократко време имав. Со Младинскиот универзитетски совет УКЛО имаме исклучително добра соработка, нивни представници беа
во кабинетот на градоначалникот, ги искажаа нивните проблеми, а во делот на конкретно вашето прашање, точно продолжува соработката во секој случај. Граѓанските асоциации, невладиниот сектор, особено во делот на младите, се наш приоритет, зашто фактички за тоа сме прочем и тука. Благодарам. Иднината без младите е залудна. Би благодарам. Друго прашање има? Да, Јас не одговорив, Младене. Вие може. се извинувам. Ако Добро може. е да го земете и мојата улога малку. Повелете 30 секунди. Во однос на младите и учеството на младите, или еве она ваше конкретно прашање, колку пари од буџетот, од колачот би оделе за општинскиот младенски центар, но и генерално за било какви здруженија. Не би сакал да преудицирам како иден градоначалник дека толку и толку треба да биде. Да се проценат состојбите, да седнеме и да разговараме. Тоа е функцијата на градоначалникот. Да седне, да разговара со различни структури и здруженија, да се видат кои се потребите, кои се можностите и на крајот да се стигне до најдоброто можно решение. Без разлика на овие флоскули кои што ги слушаме за одлични соработки на општински институции со младинските особено здруженија, впечаток е во Битола дека младите се уште не си го нашле своето место во градот. Доаѓаат еве, биле кај градоначалникот во кабинетот, кажале што кажале, но тоа останува само на разговор. Мртво слово на хартија. Ние немаме проактивност кон младите кога ќе ги чуеме, нешто и да имплементираме од нивните барања, за да може тие да бидат и задоволни и да се чувствуваат дека се дел од политиките кои што се креираат во градот. Повелете, да, само ќе ве молам да го насочиме прашањето за еден говорник, максимум двајца, затоа што веќе сме при крајот, треба да финишираме и имаме и уште за прашања тука. Добро, Александар Тодоровски, исто од Младински културен центар. Се однесува на оне кој има предвидено во вашите програми. Конкретно прашањето е кои се вашите конкретни планови за подобрување на можностите за вработување на младите и ангажман на младите со цел да се превенира енормната миграција на младите од Битола. Добро, нека крене рака тој што сака да одговори на ова. Добро, ајде, Огненовски, повелете. Ајде да ви одговорам, бидејќи само 30 секунди кратко велам, не губете од времето, да. На соговорниците му дадовте пола сата, ние тука седиме и дремиме. Но независно од тоа, вистината е тоа, да ви кажеме на работа. Младите само може да ги задржиме во општина Битола. Прво ако го рушиме овај криминален политички систем кој што владее во Битола. Број 1. Да ги уништиме партиските криминални вработувања. Не можеш да се вработуваш по партиска основа, може само по стручна основа. Да им дадеме на младите шанса да работат. Каде ќе работат? Во општината кај градоначалникот Коњановски и во неговите приватни. Зошто благодарам? Оставите ме да се завршам мислата. Нема благодарам. Завршија 30 секунди, Оставите ме да се господин завршам Огненовски. мислата, ве молам. Доста разговараат тие цело време. Правилата на дебатата ви вие поделени ги знаете многу добро. Завршам и мислата. немојте Ве молам, оставите ме да монополизирате завршам сега дебатата. мислата. Повелете. Правилата ве молам. Значи, треба да се разбереме. Дојдовме овде 8 души, пол они си разговараат како и што гледате, ние не можеме да кажеме повеќе. Значи, едноставно, ако не се стопираат политичките криминални вработувања во општината и ако не почнат да се градат фирми, фабрики, исто за IT индустријата, да имаме за млади кои што се новатори, научници да се одделува по голема сума на пари од општината и да се бориме исто од државата, Ве молам од завршете фондот. мислата, господин Јас завршувам. Нема никош ние ова ќе биде само приказна за мали деца. Бидејќи овие што и гледат овде од СДС, да помане, тие се родени лажговци. Значи ќе ве мотаат само да ги изберите. Благодарам. Веќе Кој знаеме друг 35 години. Деловски? Кои се тие? Повелете. Деловски, повелете. За прашањето беше на господинот. Моли да планираме отворање на голем технолошки парк, како што е примерот од Белорусија и Узбекистан, кој го финансира државата, и тука има големи проекти кои прават хабови и за да се отвори за младите, а не некој што се предприемачи кои работат аутсорсинг со транспорт, а не носи за државата, туку само за другите држави. Благодарам. Повелете прашање во публика. Дадовте мене право да одговорам, се јави за Аха, ајде да се постави прашањето, ќе ви дадам. ова прашање сега. Аха, кажете, ајде, кажете. Ако може, ако е. Не, може. Мислам дека вие одговоривте на ова. Не одговори за. Ајде повелете. Господинот прашање што го постави. Значи, цело време се зборува
во изминатите 30 години дека се иселуваат младите, малку ни е преку глава од таа констатација. Јас реков, само се кажуваат проблемите, а не се дават решенијата. Оној момент, оној период кога ќе се започне вистинско внимание кон младите од секоја возраст, кога ќе се одредат вистинските таргет групи на младите и кога ќе им се даде стипендија за секое освоено место на било кој надпревар, дали меѓународен или домашен, и кога тие буквално ќе бидат нашите херои, тоа ќе зборуваме за вистинска организација на младите, нивно насочување во активностите и конечно, ако тие се гордеат со нас, ние да се гордееме со нив заедно во нашиот град. Повелете. Благодарам. Здраво на сите, јас сум Дарко Трпковски, студент на правен факултет во Битола. Како што знаеме, депонија има се повеќе, луѓе се помалце, а онкологија е се пополна. Кога планирате да завршите со вашите програми за културно проширување на депониите, за да знаеме сите да се преселиме на онкологија или имате некој друг план? Прашањето ми е како вие како иден градоначалник за општина Битола би се справиле со ова прашање за депонијата? Колку за вас чини еден човечки живот? Едно ѓубре на депонија, барем две, колку? Ајде од Огненовски повторно од вас, па ќе одиме натаму. Благодарам што го прашав тоа прашање. Битола предначи во Македонија по заболени од канцер, од ракови. 50 години рек Битола не труе. Господата овде од различни политички партии немаат со прстом мрднато 35 години. Ние постоиме Битола како не независна, постоиме многу години, никој нема ништо преземено. Депонијата, господина Коњановски со допоманевците, со неговите пајташи, во Советот гласаја да се гради регионалната депонија. Ние зборувам, јас сум возрасен човек, сакам вас да ве заштитам. Јас не сум човек што дојдов тука и да го решам проблемот за мене, да седнам на фотелја. Јас живеев повеќе од 30 години во Америка, имам се, имам здравје и памет. Но најпоќе што имаме честност и хуманост, ние мора да спречиме и таа депонија за ѓубре што ќе се гради, регионална, мора да се постават филтери и да се префрли самата рек Битола на плин, па после со тего на времето на обновливи извори на енергија. За депониите веќе темата е црпевме. Тоа не знам Добро, ви благодарам, повелете господине. Во врска со депонијата и со загадувањето во Битола, ова е страшно, значи што се случува во Битола, ја мислам дека не се случува никаде на друго место во Македонија. Последните некои информации што ги имам добиено на интернет, а јавно не излеваат, се дека во 2020 или 2021 имаме во Битола заболени и починати околу 400 луѓе. Тоа е енормно големо, значи голема бројка. 400 луѓе во една година. Значи, што не ги кажуваат останатите години, значи овде имаме раст. И ова потхитно мора да се реши. Загадувањето во Битола мора да се реши. Јас имам проекти, имам план како да се реши ова. Благодарам. Илиевска? Како што кажав на почетокот, ќе повторам и сега, не смееме да дозволиме ѓубрето од пола Македонија, односно од 18 општини, да се носи тука. Доволно се труеме од тоа што Битола е една голема депонија. Тоа не сме и да го дозволи ниеден од нас. Господин Коњановски? Само многу кратко до младиот господин. Зарем мислите дека како лекар по мојата основна професија, човек кој целата своја кариера 35 години работел во јавното здравство и кој многу добро ги знае последиците и аспектите на загадувањето од секоја форма, дали е тоа ѓубришта, отпадни води и така натаму. Зар ќе си дозволам како човек, како родител, како дедо, ако сакате, целата моја фамилија е овде, да дозволиме и да нешто што не би било по стандард, нешто што светот не го прави или нешто што би штетело на ова население. Никоја што нема да го дозволиме, ве уверувам, да бидете спокојни, се тоа на што ќе се прави, се тоа на што ќе се реализира, потполно ќе биде споделено и со јавноста и е споделено. Многу дебати пред тоа се, иако некој не сака да го препознае тоа се околу оваа тема. Не е доволно да се каже не за регионална депонија. Еве ви кажувам не за регионална депонија. Кое е решението? Ако чувте и на самиот почеток кога беше актуелно, нашето решение на СДСМ и коалицијата е центар за управување со отпад. Не зборуваме за депонирање на отпад, туку за третман на отпадот и на крајот нула отпад од ѓубрето кое што го имаме во Битола.
Нашата општина има можности, има средства на располагање да направи и центар за рециклажа, и компостара, и на крајот цело ѓубре собрано од нашиот град да биде на едно место, складирано, рециклирано и потоа продадено како отпад. И само секунда, ве молам ако ми дозволите, за Каја Шукова ми остана мисла. Веројатно дека не повеќе Коњановски ја почитува мојата подпредседателка и актуелна кандидатка за градоначелник. И само да ви кажам дека Каја Шукова беше министерка за животна средина од 2022 до 2023. Промените во регионалната депонија и вметнувањето на 18 општини се случи 19-та, 21-та. Вие тоа би требало подобро да го знаете и ако ги ставевте на располагање документите, ќе имавме можност сите да се увериме. Ви благодарам. Благодарам за прашањето. Гледам овде дека цело време се врти едно исто регионалната депонија. Кажав стоп за регионална депонија, да, за обнова на постојачката депонија, за рециклирање, не 18 општинска депонија. Меѓутоа, поголем проблем е за кој ќе бидам гласна и упорна, за филтрите и европските стандарди за работа на рек Битола, бидејќи најголемото загадување изминативе 30 и повеќе години доаѓа од рек. И тоа не смееме да го заборавиме. Значи, ниту еден градоначалник, ниту еден од власта, значи премиер, не се одважи да дојде во Битола и да постави прво мерни станици да знаеме колкаво е загадувањето во градот. Колкава е зголеменоста, ве молам само, на канцерогени заболувања, поготово во Битола и во Новаци. Значи, да се постават мерни единици, транспарентно да се знае колкаво е загадувањето. Благодарам, Николовски. Последните 30 секунди. Му благодарам на младиот господин за прашањето и ви уверувам дека јас кога би бил на ваше место, со истата иронија би го поставил прашањето. Но чинам дека ако тој еден градоначелник не би го разбра баш прашањето. Господине Коњановски, никој не ви ја девалвира дипломата. Вашиот труд и вашето знаење не е тема на разговор. Но младиот господин се чуди како и покрај тоа што имате тоа како професија, дозволувате рек Битола да нема филтри поставено и да гласате за депонијата од каде што треба да се собере ѓубре од половина од Македонија. Благодарам. Благодарам. За жал немаме време веќе за нови прашања. Јас ќе ви дадам на крајот, бидејќи сме сосема на крајот, навистина ви благодарам на сите во публиката што бевте активни. Ви им благодарам и на кандидатите што го задржаа нивото на дебатата и ова се последните 30 секунди во кои што ќе треба да кажете зошто граѓаните да гласаат за вас, а при тоа да не употребите напад кон ниеден од другите против кандидати. Деловски, повелете. Гласајте за мене, за Васко Деловски, ќе направиме во општина Битола, ќе подигнеме на повисоко ниво. Имаме 5 главни проекти кои се изградба на паметен град, нов технолошки хаб за младите. Имаме Битола да добие аеродром, било како од сите странски било кои инвестиции. Имаме фабрика за електрични автомобили и изградба на пенистер на астрономска обсерваторија телескоп. Добро. Благодарам, повелете господине Димов. Гласајте за Кире Димов, затоа што јас ќе направам комплетен рестарт во Битола и мораме Битола да го вратиме да биде град со кој ќе се гордееме, а не со кој ќе се срамиме. Благодарам. Илиевска. Па мислам дека крајно време е да сите заедно почнеме да работиме против партиското уништување на Битола. Мислам дека крајно време е да почне Битола да функционира без уцени за работни места, без уцени за тендери, без уцени за директори и конечно Битола да има граѓани кои што ќе одлучуваат за својата иднина. Односно, Битола мора да добие независен градоначалник кој нема да зависи од партиите во Скопје. Благодарам, господине Коњановски. Би сакал да искажам и досегашната благодарноста за досегашната доверба на граѓаните на општина Битола за континуитетот кој еве 4 години заедно го спроведуваме во низата проекти кои еве можеби моите против кандидати не ги признаваат или не ги виделе. Да кажам дека околу некои работи се сложивме и дури со Куновски се сложивме дека систем за управување со отпад ни треба. Тоа е добро. Да кажам дека е чест огромна да се биде на местото на градоначалник, меѓутоа одговорноста, товарот, тежината, дигнитетот со кој треба да настапите е уште поголем. Онака како што започнав, некој прашува дали влегуваме во кампања. Мојата кампања е 4 години. 4 години сум на улиците на градот, 4 години сум со граѓаните на општина Битола, мислам дека добро ме познаваат. Ќе продолжиме заедно во секој случај. Ги поканувам и сите мои колеги
опоненти политички сите идеи заедно да ги споделиме и во тој контекст еве на крајот ги повикувам заедно да испиеме едно кафе на широк сокак. Ви благодарам, господине Куновски. Јас ги повикувам граѓаните на општина Битола да го дадат својот глас за мене, заради фактот што сум тука да слушам, да ги чуам потребите и да ги изменаџираме онака како што граѓаните, организациите, здруженијата, клубовите, генерално жителите на општина Битола имаат потреба. Партиските програми, особено предизборни, не се ниту Библија, ниту се нешто неменливо. Потребите на граѓаните тековно се менуваат и општината и градоначалникот мораат да имаат слух за сето она кое што ќе го донесе новото време. Јас сум само уште еден обичен жител на општина Битола, не сум политички диносаурус, кој што не би знаел што потоа да прави доколку заврши неговата политичка кариера. Благодарам. Кога би рекла да гласате за мене, би кажала само следното. Независен кандидат, храбар, честен, транспарентен, градоначалник кој би го слушал народот, а не обратно. Општината сервис за народот. Отворена општина, каде што ќе се работи транспарентно, честно и одговорно. Без партизација, без послушници на партија. Битола да командува со општината и со граѓаните, а не скопска партија било кој. Толку. Да, Битола не е главен град на Република Македонија, барем се уште не е, но може да и го дадам комплиментот дека е главен град на сите градови во Македонија. И затоа и така се однесувам кон мојот роден град со целосна одговорност. Граѓаните знаат дека јас од мојот професионален ангажман на 2 пати сум водел со мала општина, би рекол, тоа е Националната установа завод и музеј Битола, и каде што секаде каде што му го оставил мојот збор, тоа било исполнето. Конечно јас и го должам на граѓаните, затоа е мојата амбиција да бидам градоначалник на општина Битола и ги повикувам да го закажат брод 114. Благодарам. Огненовски. Гласайте за Јорго Огненовски затоа што моето работно и животно искуство ми дозволува да кажам дека јас ќе спречам криминалот во општина Битола. Тендерите помеѓу советниците, градоначалниците, градоначалникот и... Ќе ве молам без напади во последното обраќање. Јас генерално зборувам се. Значи, сакате нежно. Добро, нема проблем. Ајде, повторувам нежно, нека биде. Така е. Мои драги битолчани, да гласате за мене затоа што имам огромно животно и работно искуство. Затоа што можам јас лично да ја направам Битола подобро место за живење. Економски да зајачи, затоа што без економија нема нигде да одиме. Да им помогнам на младите, бидејќи сум доволно возрасен, да се борам единствено, сакам да се борам за нив, а и се разбира за сите битолчани и жители на општина Битола. Хуман сум, чесен сум и запамтете само едно. Секој друг глас даен за другите, за жал, ќе биде ваш. Почитувани кандидати за градоначалник, ви благодарам што бевте денеска дел од Директно и Телма. Изборите се важни, но не се крај на светот, животот продолжува и после нив. Ќе ве замолам на крајот да се ракувате меѓу себе, тука пред пултовите каде што веќе застанавме, за да покажеме дека животот секако продолжува и по 19 октомври. Благодарам уште еднаш.